Да, гледам камерата еднак према мене. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам чест и задоволство да разговарам со Љупчо Арсовски, искусен амбасадор, но и не само амбасадор во политичка смисла, туку и амбасадор во културна и во културолошка смисла, бидејќи вечерва, покрај тоа што ќе проговориме за дипломатската активност, дипломатската кариера на господинот Арсовски, ние ќе проговориме и за тоа што е културна дипломатија, исто како што во поново време повторно се актуализира таа спрега, и Министерството така се нарече, култура и туризам, бидејќи Љупчо Арсовски е еден од активните членови на македонско-хрватската тангента. Но да почнеме. Арсовски е роден во Скопје на 19. октомври 1948 година. По таткова линија од Галичник, по мајка од Крушева. Ајде малку за гледачите, малку за тоа да ни проговорите, да се представите како симбиоза, како комбинација на мајка Влаинка од Крушево и татко Галичанец од Галичник. Да. Страте Арсовски. Ајде, Љупчо, малку за Галичник и Крушево. Знаете кога Сигурно одиш таму, сигурно ти е Да. драго, Да. ти се корените, ги посетуваш. секој си е горд на своите родители. Јас сум лично посебно горд што од мали нозе мене и на сестра ми ни внесоа еден ред, честност, работливост. Се има време и за забава, и многу, двајцата многу не шетаа по Европа уште пред земјотресот. Так. Сакам да кажам, сакаат да ни го покажат светот колку што можело во тоа време. Значи, 60-тите години веќе одевме за Италија, за Словачка, за Чешка, за Значи, Австрија. ништо нема случајно. Па нема случајно. Не се станува ни амбасадор случајно. Да, а татко ми како по вокација врзан со печатот, Так. со книгите. Ето, да кажем, само една реченица, дека твојот татко, Страте Арсовски, работеше во Кочорацин, потоа во Нова Македонија и на крајот како генерален директор на Скопскиот сајм. А јас Страте го знам како име и презиме во издаваштвото. Значи во Кочорацин, кој подоцна се прекрсти, нели, македонска книга, ама и во Нова Македонија, каде што јас од животот поминав таму кога вадев лебот. Да, и знаете, добро го кажавте ова во издаваштвото, тој беше врзан и со спортот многу. Како волонтер беше председател на првата федерација на Македонија за физички спортови и организирање на спортот, организирање на спортските клубови по разни бранши. Тој беше како волонтер и како поранешен генерален директор на сајмот, председател на Атлетската федерација на Југославија и на боксот во Македонија. Значи, Страте беше поврзан со поврзан. спортот? Да. Јас уште ги чувам неговите први ски од 46-та година, кога оделе на Шапка да се скија. Први ги чувам дома. А дали неговиот син Љупчо Исто ги наследи сите тие. И јас скијав да кажам, до пред 10 години. И сега можам да скијам, меѓутоа, можем да скијам, немам никаков проблем. Онака, Добро, имаш ген крушевски, имаш галички ген, тоа се ски, по мајка, бидејќи мајка ми била Влаинка, ама секојаш викаше, јас сум прво македонка, па после Влаинка. Так. Од Крушево, иначе по потекло од Јанина, од Грција. Так. И тие се селеле од место во место преку Корча до Крушево и од Крушево после дојда да живеат дедо ми и баба ми во Скопје
на местото кај што е сега полициска станица Битпазар, се вика улицата и ден денеска Дуќанџик. Таму имавме една убава македонска куќа со чардаци и се сеќам дека две турски семејства живеева од двете страни на куќата и мајка ми турски зборуваше прекрасно до смртта. А влашки ме научи мојата покојна баба, што за жал 53-та година почина, и јас после кога отидов у градинка, македонски не знаев. И се смеева сите со мене, бидејќи јас со баба ми израснав и знаев само влашки. Дома со татко и мајка ми млеко јадам, пијам толку. Ами цел ден со бабата. Жал ми е што мајка ми заради тие биле секретари партиски на Скоевци, едниот за општина Идадија, а мајка ми за тогаш на Саат Кула, така се викаше тој дел. И така се здружиле и 47 година решиле да се земат и јас сум 48 година роден. Сакав да кажам, активностите не им дозволија многу како мало дете да ме имаат и за да после тоа мајка ми си работеше и него они меѓу себе сестрите го употребуваа јазикот, ама ние помалку разбиравме тогаш веќе. Израснавме, почнаме у школа да одиме. Жал ми бидејќи ми се обновија делови кога бе во Романија амбасадор. Знаете, има многу влашки и романски зборови. Инаку, патем што зборуваме за речникот, имам еден речник од 1280 збора што се употребуваат и во романскиот јазик и што го употребуваме ние во македонскиот јазик. Заеднички. 1208, тој е чист јазик. Вака, убаво што подсетивме на твоето потекло, твоите корени. И убаво е што подсетивме на оваа полифонија од јазици. Ти помалку си полиглот, бидејќи и влашкиот јазик, и македонскиот јазик, и грчкиот јазик. Ама, ништо не е случајно. И српскиот, и хрватскиот. Ако потеклото на твојата мајка било од Грција, од Јанина, после ти стануваш, како такалото се врти, и стануваш и наш прв амбасадор во Грција. Во Грција. Вака, малку ќе подсетам за гледачите на твојата биографија. Ти си поранешен амбасадор на Република Македонија во повеќе земји, имаш богата дипломатска кариера. Во 2019 година, еден си од основачите на Сдруженијето на амбасадори и по формирањето извршуваш функцијата председател на Советот на амбасадори. Да. Според мене многу паметна иницијатива, идеја што постои овој Совет на амбасадори, на искусни личности, на што викаме ние, на стари волци, на дипломати. Основно и средно образование завршуваш во Скопје, дипломираш во 1974 година на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. И по дипломирањето во 1974 година се вработуваш во правната служба на некогашниот Интермакедонија туризам или подоцна Интеримпекс, увоз-извоз, каде остануваш до 1977 година. И твојата дипломатска кариера започнува таа година, 1977 година, и потоа ти извршуваш значајни државни дипломатски функции. Имаш континуитет во долгогодишната своја дипломатска кариера, а всушност се започнува во таа 1977 година, кога се вработуваш во Секретаријатот за односи од странство на Република Македонија. Во периодот од 79 година до 1984 година, со мандат од 5 години, ја извршуваш функцијата вице-конзул во Генералниот конзулат на тогашната Социјалистичка федеративна Република Југославија во Солун, Грција. Од 1985 година до 1986 година стануваш советник на министерот за односи со странство. Следните 9 години, односно во периодот од 1986 до 1995 година, назначен си за помошник на министерот за надворешни работи на Република Македонија. А во периодот 1996 до 2002 година акредитиран си за прв амбасадор, односно шеф на канцеларија за врски на Република Македонија во Атина, Грција, извршувајќи ја оваа функција во 2 мандата последователни еден по друг. Ова сето не го читам
случајно за да ги заморам гледачите. Туку за да укажам и покажам и докажам дека не се станува дипломат така брзо и така лесно. Значи треба да се има и претходно знаење и претходно искуство, бидејќи амбасадорот ја представува државата. Каков е амбасадорот, такво е лицето, такво е огледалото на државата. Како беше да се биде прв амбасадор во Грција? Многу бариери, многу препреки, многу сопки, многу табуа, многу нејасноти, а на крајот сепак амбасадорот излегува како победник во таа лична и државна републичка, би рекол, Добро, активност. Претензиозно е да се рече победник, меѓутоа мислам дека во тие 8 години направивме големи чекори, посебно и на полето на економијата, на полето на културата, ако сакате, затоа што кој ќе се има предвид дека односите со таа земја ни беа 2 години, 3 под мраз, или како се вика, блокирани ни беа, и знаете што значи да одеднаш и културата навлезе на тој терен таму, да се воспостават соработка меѓу театри, меѓу писатели, меѓу новинари посебно, бидејќи новинарите доаѓаа постојано за да известуваат за различни настани што се случува и кај нас во Македонија, и тамо во Грција доаѓаа наши новинари, таму се одржува многу конференции на главна тема соработка на Балканот. Балканот беше едно жариште и нормално западната заедница беше концентрирана да ги смири сите луѓе, да ги направи да комуницираат. Тој процес за соработка што го измислија амбасадорот Шифте на Америка, доведе до комуникација меѓу председателите, меѓу премиерите, и на тој начин Балканот повторно, денеска сепак може да се каже дека со сите проблеми што ги имаат дел од земјите на патот за Европска Унија, сепак тоа се движи напред. Нема очигледно некакви лесно наодливи алтернативи за таа работа. Вистина е дека можеби не би рекол зборот неправедно, меѓутоа многу брзо Словенија и Хрватска се одвоива и на тој начин се предизвика едно размислување дека тие како да не биле на Балканот, а тие беа не само на Балканот, него и 40-50 години во поранешна Југославија, и тие требаше да го повлечат. И добро повлекоа до сега, меѓутоа очигледно дека Балканот произведува премногу политика што не може да ја изеде, да ја и превари. Така вика еден дипломат. Премногу политика на Балканот што не може да ја свари. Организмот не може ни да ја не може да ја свари. Ето е тоа. Од таа преголема количина. Значи ли тоа дека ние сме и премногу исполитизирани, дека обичниот граѓанин денес и премногу говори за политика? Сепак политиката е работа на дипломатите, работа на државниците, работа на државните служби. Но нашиот граѓанин денеска и премногу како да е втурнат во водите на политиката. Имаме хомо политикус, имаме човек кој што како да не си го гледа својот обичен, да речем, екзистенцијален живот, туку кој што повеќе се занимава со нешто што не дали го разбира или го разбира. Не може тој тоа да го реши. Тоа е работа на вас, на амбасадорите, на луѓето што се професионалци во таа сфера. Да, апсолутно имате право, но сепак мислам дека брзиот премин од еден степен на развој на друг, на трет, произведе и одредени проблеми во развојот на една личност. Зашто? Да речеме, зборуваме за и за културата преку медиумите. Се развија многу медиуми.
медиумите се поврзаа едни со едни партии, други со други партии, трети со посебни личности, со тајкуни од бизнисот одедно, и низ тие медиуми се сервираше се и се што во етерот, и веќе имате луѓе што се идентификуваат и тие учествуваат во тие јавни емисии, по телефони, гледате, секој разбира, Има многу аматеризам. Точно го рековте тоа, секој мисли дека е министер за надворешни работи, а има толку работи што треба да се знаат, дека има некој ред, струка и наука. дека има па ние се сретнуваме еве и денеска и како совет на амбасадори, и како поединци, и из мои настапи до сега што сум ги имал, за да укажам дека и дел од укажувањето најмногу е кон првите луѓе што ги ја водат државата, бидејќи тие се помлади, скоро сите од нас. Овој разговор и ова емисија е жива, и многу сакам кога темите сами се наметнуваат и клопчето се одмотува. Нешто се одмотува, нешто се замрсува. Но факт е дека ние како држава, како постојано секојаш да почнуваме од почеток. Како кој ќе дојде на таа функција министер, како од него сега да почнува надворешната политика. Или за жал. И тука има многу импровизации. Ние читаме секојдневно преку медиумите, информирани сме дека има многу небулози, несоодветни личности се испраќаат на значајни места. Едноставно, ако се запрашаме кој се не представува, тоа не е веќе комично, тоа е трагично. И во таа смисла, вие не случајно имате објавено еден текст на тема дипломатски поглед, Лјупчарски амбасадор, македонската дипломатија подолго време е во една длабока криза. Тоа се ваши зборови, вие тоа го велите и јас се согласувам со вас. Вие сте искусен дипломат, кажавме пред малку прв амбасадор во Грција, прв председател на Советот на амбасадори кај нас. Знаете, што се должи се тоа? Премногу лесно ли го сваќаме ова? Во почетокот на создавањето на независна Македонија со сите придружни министерства што мора да ги има секоја држава, меѓу нив беше Министерството за надворешни работи. Некои министерства едноставно само ги пресекоа врвците или врските со Белград и си почна да си работат. Ние одеднаш останавме без дипломатски представништва. Ние бевме сами на себе. И се требаше да се почне од нула. Почнавме од нула. Имаше еден дел од кадри што можеше да работат, меѓутоа, уште тогаш ја ги презентирав тие идеи на колегиумите што сме ги имале и стално велев дека сега на почетокот треба да избереме 20-30 млади луѓе кои завршуваат факултет, кои се врзани за оваа материја. Не е секој што завршува економија или филозофски факултет или правен факултет волен да работи во дипломатија. Не е дипломатијата само... Нема секој предиспозиција. Или нема желба. А овие што ќе имаат желба, и тогаш на тогашниот министер му реков ќе ги испратиме на разни академии, курсиви, на обука на школи. И тоа ми беше главна цел као помошник министер кој доаѓаа тогаш од Белград, претежно амбасадори, бидејќи се уште немавме мрежа, поранешните амбасадори во Белград не покриваа и нив не им зборев за висока политика, не им зборев за други. Само ги замолував дали може на нивната академија да примат 1 до 20 не е важно луѓе од кај нас. И тоа ми успеа. Отидоа луѓе на Малта, во Виена, во Холандија, во Русија, во Германија. Сите тие земји ни дадоа по 1, 2, 3, значи тоа е една група од 20 на 30 кои научија јазици, добри места понесоа, да речеме, еден од тие кадри е нашиот сегашен амбасадор во Виена. Испечен веќе, значи бил во Германија, зборува англиски, германски. Тоа е прав. Тоа ми беше идејата. Тоа се вика дипломат од кариера, така? Веќе дипломат од кариера. Тоа ми беше идејата дека мораме да создаваме цело време
и да настојуваме да изградиме таа професионална дипломатија. Професионална дипломатија значи дека само Министерството е јадрото. Тука нема учество на партии. Тоа го има Турција, тоа го има Грција, тоа го имаат некои земји кои имаат професионална. Нема мешање од страна. И Англија го има тоа. Сакам да кажам, Нема инстант амбасадори. Ајде сега, за еден месец јас ќе бидам амбасадор, но ти се извинувам, ти почнуваш од почеток на одрен начин си аматер во таа нова струка, во таа нова твоја многу сериозна активност. Апсолутно. И сега сакам вечерва повеќе да проговориме за културната дипломатија. Бидејќи ова емисија е повеќе од сферата на културата, дали е точно тоа дека културната дипломатија многу повеќе може да направи, нејзиниот ефект да е поголем, дури и од ова, да речем, политичка дипломатија, од таа официјална преписка, кореспонденција, контакти и слично, бидејќи преку една изложба, преку едно литературно читање, преку едни средби што се случуваат во фојето, при тој настан присвеченото отварање, или при промоциите, тие промотивни активности, какво е вашето искуство? Дали културната дипломатија навистина може да направи многу? Можете и некој пример конкретен ако сакате и да ни посочите, бидејќи денеска е многу добро Македонија да има амбасадори, не само тие официјални службени платени, туку да бидат наши амбасадори и преведувачи од таа земја одредена, да бидат и писатели кои што тука дошле во Македонија, кои сакаат македонскиот јазик, сакаат македонската литература или македонската ликовна уметност, или филмот, или театарот и било што. Ајде да проговориме малку пообсежно на темата културна дипломатија. Ви имате и труд, текст имате на оваа тема. Да. Па повелете. Па видите, во секој дипломат, тоа беше моје тврдење од почетокот, бидејќи ние имаме представништва ние ги планиравме во првата фаза на основање на дипломатски представништва по 5 дипломати во секоја амбасада. Така. Да. Сега слушам дека има и по 2 само. Или само е амбасадорот и возачот. Нешто редуцирано. Затоа велам дека е падната страшно. Парите што се даваат за дипломатија споредбено со парите што се даваат, не е важно дали е тоа МВР, војска, се ништо. Толку е малку. А толку многу може. И велам дека во еден дипломат мора да бидат 3 до 4 дипломати со способности да биде конзул, да биде економски активен, да биде и активен на полето на културата. Да. Културата е така наречена soft power, значи мека сила. Наспроти таа тврда моќ на официјалната, а ова е меката моќ на така речен тврдата се употребува и се практикува кога настануваат затегнати односи во регионот меѓу земјите, ембарга, едно друго. А ова е софт. Видите дека голем број на земји и кај нас отворија културни центри. Така е. Дали е тоа на САД, дали француската читална, дали се тоа библиотеки, дали се тоа Гете институт и така натаму, отвараат. На тој начин тие се промовираат. Па се учуваат и јазици. Апсолутно. И создаваат пријатели од земјата кај што ги примила, конкретно Македонија, и тие ги прават тие врски културни. Се носат изложби, некогаш иницијатива од тука па да оди една изложба дали во Париз, дали во негде во Германија, дали во Белгија, кај што имаме и доста да речам иселеништво и така натаму. Да не зборувам за земјите кај што се нашите иселени од пред години кои во моментот немаме матица на иселеници повеќе. Немаме СИЗови за култура. Сите тие институции кои ги водеа тие сега има Министерството за култура, има веројатно некоја комисија, но затоа почна невладените организации да се бават со оваа димензија на промоција низ дипломатијата. Тие и помагаат
невладените организации добиваат Европската унија, испраќа и има одредени фондови за промоција на културата, на уметноста внатре, музиката, сето тоа. И тие ги користат тие и практично во соработка со Министерството за надворешни работи може многу добро да се пласира се она што го произведуваме на тој план. Ние имаме културни центри во САД, во Њујорк, имаме Албанија. Да кажем, имаме во Софија, имаме во Тирана, во Загреб, во Истанбул, во Њујорк. Тие се 5 центри, но секој амбасадор и каде што нема културен центар. Јас немав Ама сигурно имавте активности на овој план. Да речеме, ја направив антологија на Стефановски на романски јазик во Букурешт. Во Букурешт, на Горан. Горан беше одушевен, рече, јас прво и не сум ни бил во таа земја и никогаш не сум преведен. Сега му реков, сега си преведен неколку твои дела. Драмски текстови. Драмски текстови, Диво месо. Па ќе се игра таму. Дебар мало. Све се тие ставени и се игра. Тоа беа активностите кои... Ама тоа е улога на амбасадорот и на амбасадата. Апсолутно. Да ги приближува културите, јазиците, народите, бидејќи учествувавме со филмови. Така, вредностите од една држава не отидат во друга, тогаш се е локално. Учествувавме со филмови, она доби некоја награда и Сакам да кажам, тоа е работата на едно представништво, ако нема веќе културен центар информативен, тогаш да работи постојано сите да се... Амбасадата и амбасадорот. Тоа е тоа. Сега во тие рамки, сакам да ја одбележам посебно и вашата лична заложба и вашата лична активност преку македонско-хрватската тангента или хрватско-македонската тангента. Регистрирана е као хрватско-македонска тангента во Шибеник. Во Шибеник. Ајде малку повеќе да ги запознаеме гледачите за таа тангента, бидејќи вие сте нивни представник во Република Македонија. Задолжен сум за соработка на тангентата на дипломатски меѓународен план. Так. Сега, моите сознанија, јас сум бил и лично една година со изложба и како писател во Шибеник и тоа е навистина една прекрасна манифестација. Ама сакам вие сега повеќе да проговорите за активностите на хрватско-македонската тангента, бидејќи таа навистина е и стана тангента меѓу Македонија и Хрватска. Да. Многу ги доближи, многу ги поврза. Тангентата имаше среќа што уште во основањето луѓето што почнаа во Шибеник, што се преселија од Скопје, благодарејќи на таа комуникација како луѓе што се бавеле со пишаниот збор, новинари. Ајде да ги спомнеме. Да, Сашо Георгиевски и Милена Георгиевска. И неговата сопруга Милена Георгиевска. Која е и професор, која и го издава весникот на македонски и на хрватски јазик. Тие се основните носители, тие се главниот столб на тангентата. Они се основачи. И среќа е што уште на почетокот Предраг Матеевиќ, Иво Јосиповиќ, Стипе Месичи, да кажем една плејада, Крамарич, амбасадорот, значајни личности. Дале голема поддршка и се почесни членови на тангентата, дале еден потик. И среќа е што Хрватска како држава ги потпомага иселеничките, односно иселениците од Македонија што живеат во Хрватска привремено или постојано. Тоа исто е и во Романија, каде што романската влада ја дава големи средства за издавање на часопис, книги, издаваштво, доаѓање во Македонија на разни за јазик, на семинарот за јазик, на деца помлади што идат на фудбал, на разни надпревари тука. Таа е таа можност за комуникација и на тој начин паѓаат тензиите кај децата што ќе се образуваат, луѓето што ќе ги видат тие работи,
веќе нема анимозитет и нема веќе потреба за враќање на романтичарски работи, кој кај бил, како се викал и така натаму, да не навлегувам во политиката, што е опасна, многу може да наштети на ваква една соработка. Преку примерот на хрватско-македонската тангента, можеме да посведочиме колку е моќно, колку е добро, колку е силно, кога се има визија, а ова визија очигледно ја има претходно спомнатите Сашо Георгиевски и неговата сопруга Милена Георгиевска, кога ја покрена ова благородна и долговечна, би рекол, иницијатива, бидејќи тие како мост, не само што секојдневно ги поврзуваат Хрватска и Македонија, туку тие таму организираат една манифестација со видни значајни личности и од кај нас, и од кај нив. Томислав Османли е чест и редовен гостин на оваа манифестација, што е многу добро. Годинава беа професорите Влади Мартиновски и Лидија Капушевска-Дракулевска. И јас бев една година и сум воодушевен од оваа манифестација и тамошниот престој. Но, одредени активности се одржуваат и овде, кај нас, не само таму. Што сакам со ова да кажам? Сакам да кажам и да прашам воедно. Не само културната дипломатија, туку и туризмот. И не случајно и добро е што Министерството за култура сега е Министерство за култура и туризам, бидејќи културниот туризам исто така може многу да направи, многу да постигне. Какви се вашите искуства на овој план? Токму одевме по тие чекори, бидејќи уште во предминатите години, изминати 3, направивме добра комуникација со Агенцијата за туризам од Македонија. Дојде заменик градоначалникот на Приморштен, потпиша Лјупчо Јаневски, директор. И градоначалникот на Шибеник беше во 2 наврати гостин наш во Македонија. И морам да ви кажам дека заради отсуство на еден државнички однос за такви прилики, на мене падна товарот, тоа го пишува и Сашо во неговиот дел, за организација на такви работи, кога морате да ги барате пријателите, да ги барате за да можете да ја направите на вистина професионално таа посета на еден градоначалник кој е сега по 3 пат градоначалник на градот. Што јас му го прогнозирав уште кога отидов прв пат кај него. Му реков, сега сте градоначалник и вие ќе бидете уште неколку пати градоначалник. Вика, како знаете? Како пророк. Не е пророк, реков, не сум јас пророк. Само се распрашав дали и овој градоначалник краде. Ви рекоа не. Тогаш викам ќе биде градоначалник. Одлично. Едно искуство да ви кажам дека и градоначалникот на Сибиу, кој стана град на европска култура, какво што ќе биде Скопје. Така. Еве, од аспект на културата, ние сме за неколку години ќе биде, ние овде не чувствуваме дека имаме огромна обврска, дека овој град се подготвува. Јас бев во Грција кога Солун требаше да биде. Тоа е сериозна работа. Солун се подготвуваше со видливо око. Со видливо око. Сериозна обврска. Кај што сум бил, не можев да препознам. Во Солун сум живеел 5 години, кога одев на одредени конференции, гледав како се гради, како се спрема за денот кога годината ќе биде град на европската култура. Да продолжам, Сибиу, градоначалникот 3 пати беше градоначалник на Сибиу, ама тој никогаш не направил во ресторан ручеци и вечери за тоа, ниту па кафето сам си го плаќал и граѓаните сами го кандидира, не смееше никој да се пријави за сега е председател на Романија. Браво. Да. Значи, еве, почитувани гледачи, да извлечеме и сите една поука од еден искусен дипломат, треба да поставиме прашање. Дали некој гради
а при тоа не краде. И тога знаеме дека ќе биде успешен. Добро, почнавме со честноста. Со честност. Важна е честноста во животот. Но, убаво што подсетивте на тоа дека Скопје е избран за престолнина на културата. И само едно искуство да пренесам, дека не така одамна Нови Сад беше избран за културен центар, односно престолнина на културата. И гледачите нека знаат дека многу напуштени објекти, фабрички, хали, кои што биле запуштени и празни. Ги направија културни центри. Истото во Солун. Ги направија културни центри. Сега таму постојано има активности, постојано има публика. Па ајде да видиме во Скопје има ли запуштени, а сигурно има, објекти. Мене сега ми паѓа на памет Велурфлок. Да. Таму во Влае напуштени згради. Па ајде нека се направи нешто, нека се оживеат тие мртви простори. Јас уште пред 15 години им кажав да го почнат проектот со фабриката Хром во населба Хром во меѓу после Реплек. На нив мислев. Огромна фабрика. Хром, да. Тоа е се, треба да така се. стои. Така стои. Ние некогаш многу лесно градиме, ама уште полесно разградуваме. Ние како да заборавивме дека имавме во Скопје езеро и во овие горештини се сетивме да беше езерото Кое си го платија скопјаните со 2%, со самопридонес. Со самопридонес 2% 5 години плаќавме. И јас имам белешки платени. Ајде малку да се замислиме, да ставиме прст на челото. Кога е пеко, кога е жешко, зошто да бегаме во Грција или не знам каде? Сега тука имавме езеро. Од професионален и од државнички, бидејќи сум работел во државен апарат, требаше да се направи референдум и граѓаните што дале пари за езерото да изгласаат што ќе биде со езерото, а не една општина како може да го земе езерото, не знам, не е важно општина Сарај. Општина Сарај не дала ништо за тоа. Тоа е узурпација. Па узурпација. И уште нешто, кога сме тука, хајде, еве убаво што подсетивте. Скопје е престолнина на културата. Па дајте уште сега нека почне, нека се тие мртви простори, зошто? Што тие ќе останат. Тие ќе бидат главната придобивка на активирањето на невладините организации, центрите за образование да се вклучат во таа изградба, на тој начин почнува еден друг однос на идните граѓани, да речеме, со полно право да гласаат. Во иднина тие ќе имаат одговорност дека дале труд. Дали се 15-16, и ние на 15-16 години работевме по работни акции после земјотресот, градевме гимназијата, пошумувавме, паркови правевме, не ангажира за да сватиме дека градот се нашол во незавидна ситуација. Беше изрушен. И еве токму деновиве, да издвојам само еден позитивен пример, во општина Кисела Вода видов слики, фотографии видов и текст, го видов и градоначалникот Орце Ѓорѓиев. Со шахот. Дели таму каде што беше вика место отпад, депонија, тоа го исчистиле, го направиле, сега граѓаните да можат таму на тие клупи да седнат, на тие маси да играат шах. Ето прекрасна идеја. Тоа ни фали на овој град. Да, за жал во други општини се ориентира само на градби, бидејќи наводно земале доста пари од она што значи за државата, за општината и за градот, што мора да се плати како порез. Како данок. Ама не можете само вечно да градите. И уште нешто, кога веќе еве еден пример спомнавме. Општина Ѓорче Петров направи, кајто што беше депонија покрај реката Лепенец, направи убав парк. Ама во тој парк, ајде нека почнат активности. Од концерти, до колонии ликовни на отворено, до настапи на културно-уметнички друштва, да живне тој простор, со ученици од основни училишта, со граѓаните. Тоа му недостасува на овој наш град. Еден културен
активизам, ама не само културни, и туристички. Сега, ја држам во рацете оваа ваша заедничка книга и сакам малку да ја представам и заеднички ја представиме. Автори сте вие двајцата, Да. значи Сашо Георгиевски и Љупчо Арсовски. Книгата е со наслов Дострели на една визија, значи убаво во прашањето пред малку кој реков кога се има визија, секогаш ќе има се разбира резултат. Ова е книга за хрватско-македонската тангента. Ова е двојазично издание на македонски и на хрватски јазик со текстови, Да. И со финансирано од хрватската влада, од хрватската фотографии. Одлично. Да. Значи нешто што ќе остане како трага, не само како манифестација, повелете. На крајот на книгата, само да ви спомнам колку луѓе се јавија и ни испратија куси текстови. Еве вака, додека Еве го, амбасадорот Џукич од Белград. така. Наши амбасадорот Крамарич. Да. Тука се еден куп луѓе, Пападакис кој работи он е открит, кој работи во Брисел. Сакам да кажам, ја поздравија и се беа воодушевени од идејата на ваков начин да соработуваат, ама ние тангентата ја проширивме, имаме луѓе кои доаѓаат, како што рековте, на зларинските средби, Да. а сега има уште една средба, денови на македонска култура, секогаш во септември. Секогаш во септември, бидејќи малце бевме хендикепирани 3 години со пандемијата, Да. па тоа со Зларин го прескокнавме и направивме да се одржуваат денови на македонска култура со исто учество од Македонија, некој ансамбл, поети, писатели и така натаму. Има во Хрватска повеќе здруженија на македонците, но Да. не само во Хрватска. Ние имаме здруженија и во Србија, имаме и во Словенија. Што сакам се да Јас кажам? одржувам со сите. Ова тангента Да. сега е хрватско-македонска, но може да биде и словенечко-македонска, и црногорско-македонска, и српско-македонска. Зошто го кажувам? Затоа што не случајно и во вашиот текст со наслов Културна дипломатија, вчера, денес и за секогаш, вие убаво и тука потенцирате, апострофирате дека културната дипломатија и културниот туризам можат да направат многу повеќе од таа официјална, строга, би рекол дури професионална дипломатија. Но бидејќи сме само И да помогнат во надминување на одредени, да речеме, не би го Апсолутно. крстил тоа како отворени прашања, ама не согласувања Така. меѓу Недоразбирање. ние ги викаме и историчарите, ние ги викаме и новинарите, доаѓаат од Бугарија, ни доаѓа Така. писател, ни доаѓа И од Словенија. сакам сега да ве замолам, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, а сите учесници го прават тоа, на оваа хартија, на овој свиток, со една од овие бои, да го запишете вашето име и презиме и една ваша порака. Ајде, амбасадоре, повелете една од овие бои. Која сакате? Дипломатската боја е Сината. Сината. Добро. Тука вашето име, значи горе Љупчо Арсовски. И овде една порака. Нешто како мисла, како поента, да речем. По ваш избор. Да. Културата Е јазик е јазик. Одлично. Кој се зборува порува во целиот свет и најлесно се надминуваат одредени прашања само на културен начин. Одлично. Имате убав ракопис, ама и убава мисла. Браво.
Еве, може тука и со подпис да се подпишете. Скратено. И овде само да напишем дека ова е според Законот за надворешни работи, амбасадорот ја задржува титулата и кога ќе се пензионира се вика амбасадор. И со рака сакам да ви честитам за се досега што имате направено. Ви благодарам. Го поздравувам сиот ваш досегашен ангажман и труд и само продолжете така и да се гледаме по вакви убави поводи. Убаво е и емисијата и ваков едноставен разговор. Особено што сме и ние вака и пријатели. Да, и се знаеме. Имам па посебен делам вие, па ти, ама добро. Дека сте и писател, и поет, и сликар. Да. Меѓу другото. Благодарам.